За само неколку часа актуелниот градоначалник на општина Куманово Максим Димитриевски ги собра потребните граѓански потписи за независен кандидат за градоначалник на предстојните локални избори во октомври. Тој на денешната пресконференција се заблагодари за масовната поддршка, бидејќи тоа за него представува, како што рече, мотив повеќе да продолжиме во заложбите заедно да го развиваме Куманово и заедно да работиме на развојот на демократијата во нашата држава. Затековме општина со долгови, а дополнително ги решивме тие финансиски проблеми и реализираме голем број на проекти. Мојата цел, заедно со мојот тим, е да продолжиме на тој пат. Да го минуваме Куманово во вистинска смисла на зборот. Во оваа прилика, искрено и од срце, сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои што се потпишаа на оваа граѓанска иницијатива и поддршка. Јас сум по убедување социјалдемократ од 95 година и полн сум со социјалдемократска мисла и идеја во вистинска смисла на зборот. И моите заложби се да се развива демократијата и во државата, но и во политичките субјекти. Бидејќи ако немате развој на демократија во политичките субјекти, тогаш не можете да развивате ни демократија во општеството. Немам информации што се има случено на извршниот одбор, но знам дека под притисок на моите сограѓани, граѓаните на општина Куманово и голем број на истакнати социјалдемократи од Куманово, денеска објавив иницијатива за собирање на една ваква граѓанска поддршка. Во однос на соопштенијата со која излезе неговата матична партија, Димитриевски потенцираше дека овде не станува збор за негови лични амбиции, туку за можеби поразлично размислување од група на луѓе кои во моментов имплементираат власт. Отворен сум за секој тип на поддршка, вклучувајќи ја и мојата СДСМ, затоа што сметам дека основните вредности на социјалдемократијата и на мојата матична партија е токму граѓанскиот пристап и различноста која што е една од главните мота на последниот конгрес на партијата. Жалам, искрено жалам, што можеби некои поединци оваа го доживуваат на начин како што беше презентирано во јавноста, предавство или беа употребени други зборови. Не се работи за лични амбиции, туку се работи за еден континуитет на едно можеби поразлично размислување од група на луѓе кои што во моментов имплементираат власт. На прашањето дали очекува да биде исклучен од партијата, Димитриевски одговори дека партијата има свој статут и органи и треба да одлучи. Значи, јас не очекувам и не размислувам, но како и да е, партијата има статут, има своји органи и треба да одлучи. Онаа што за мене е приоритет во овој момент е Куманово и граѓаните на општина Куманово. Уште од првиот ден го менаџирам градот и се обидувам, без разлика што доаѓам како градоначалник од политички субјект, да бидам градоначалник за сите граѓани, без разлика на нивната партиска, верска, етничка или друга припадност. И денеска особено мотивот е поголем кај мене, бидејќи видов голем број на луѓе кои што доаѓаат од различни политички субјекти, различни етнички заедници и различни вери и даваат поддршка на еден ваков концепт. А тоа е токму суштинскиот концепт на социјалдемократијата во нашата држава. Максим Димитриевски, врз база на сите претходни направени анализи и сондажи во јавност, како и кандидатската листа за советници под мотото "За наше Куманово" е фаворит на предстојните избори кои што ќе се одржат во октомври. Се чувствува граѓанската поддршка, а на крајот секако одлучуваат граѓаните и јас сум повеќе од убеден дека ќе ја добиеме таа поддршка од граѓаните, да продолжиме во континуитет, да работиме посветено за нашиот град и за нашите граѓани. На предстојните локални избори Димитриевски ќе настапи и со независна листа на советници, која, како што рече градоначалникот, е во фаза на изработка, а носител на листата ќе биде жена која треба да го даде својот придонес во иднина, не објавувајќи го денеска незиното име.